По изворените успеси кои лани и годинава ги нанижа новата државна рекордерка во маратон Адријана Попарсова, денеска градоначалникот Ивица Димитров организираше прием за неа во својот кабинет, на кој разговараа за незината кратка, но успешна спортска кариера, како и за плановите. Наш гостин е Адријана Попарсова, државен prvak во Македонија во женска конкуренција во маратон на 42 километри. Таа оваа година по трет пат го руши рекордот на Македонија и магичната граница, како што истакна таа од 3 часа, веќе е срушена. Ние им честитаме на неа, бидејќи после долги години Виница има репрезентативец, меѓутоа не само репрезентативец, туку успешен репрезентативец кој што ги руши рекордите и се надеваме дека на следните првенства, како што се европското и светското првенство, ќе ни донесе уште поголема радост не само за нас граѓаните на општина Виница, туку и за цела наша држава. Попарсова, која е прва маратонка што истрча патеката под досега недостижните 30 минути, потекнува од виничкото село Липец, а студира и со атлетика, се занимава во Скопје. Интересно е што во атлетските, односно маратонските води е од лани, а импресивно е што за кусо време 3 пати го уриваше државниот рекорд. Секогаш е тешко за тоа што е маратон, а секогаш си има мали кризи во текот на трчањето, но треба ментално да си спремен на тоа и сето тоа да го поминеш. Лани еднаш го срушив, од лани трча маратон, лани во Загреб, го поставив мојот деби настап во маратон, го поставив рекордот на Македонија, а оваа година 3 пати трчав маратон и 3 пати го срушив исто така рекордот. Иако македонските маратонци се далеку од нормите за светско првенство или олимпијада, сепак таа е оптимист дека со соодветни тренинзи може да стигне до нивно исполнување и да биде учесник на најголемите атлетски надпреварувања на планетата. Па треба неколку месеци подготовка константа. Значи, тоа вклучува и 2 до 3 тренинга дневно. Така да е многу напорно и километража која што изнесува околу 140 километри неделно. Уште сме далеку, но мене не ми изгледаат недостижни. Јас мислам дека со многу труд за година-две, ако биде секако што треба, како што посакувам, мислам дека се достижни секако. Треба да се има верба. Иако релативно во доцни години започнала да го трча маратонот, природниот талент и кондиција и фактот дека маратонците најдобрите резултати ги постигнуваат по 30-та година во животот, незините соништа за нови големи остварувања се остварливи. Но на тој пат е потребна поддршка од сите фактори во државата.